Добре дојдовте во ова издание на темата на неделата, во која говориме за тоа дали Хашкиот трибунал за поранешна Југославија ја исполни својата задача и колку тоа може да придонесе за помирување во регионот. Роден во огнот што го зафати Балканот во 90-тите години од минатиот век, Меѓународниот кривичен суд за поранешна Југославија ја завршува работата кон крајот на годинава. Трибуналот осуди десетици луѓе одговорни за најтешките воени злосторства по Втората светска војна. Но дали придонесе за помирување меѓу народите на овие простори? Од помагање во пишувањето на историјата за горчливиот конфликт до предупредување до војните злосторници низ целиот свет дека ќе се најдат пред лицето на правдата. Ова според експертите е импресивното наследство што го остава Хашкиот трибунал од формирањето во мај 1993 година. Во почетокот очекувањата не беа многу големи, вели главниот обвинител на трибуналот Серж Брамерц. Но тој стана прв меѓународен суд кој некогаш обвини актуелен шеф на државата, српскиот председател Слободан Милошевиќ во 1999 година. Пред судот сведоча над 4000 луѓе, чии искази за масовните злосторства според некој е најголемата придобивка. Од друга страна, трибуналот и натаму е критикуван за неуспехот во своите највисоки амбиции, да обезбеди помирување и да го истера духот на национализмот од регионот. Всушност, секоја страна мисли дека била посудена од другите. Тоа го велат и луѓето од двете страни, откако поранешниот командант на босанските срби Ратко Младич беше осуден на доживотен затвор. Заде проти Срба. Хашки трибунал направи само за Србе, за никог друго. Да е велика неправда и да je to jedna tragedija za našu zemlju, za naš narod i sramota. Jer ipak on je u neku ruku branio ne sebe, nego branio i narod. Ona riječ doživotna za genocid znači da smo doživjeli genocid. Ponašao se u sudnici danas isto kao ovdje na Potočarima kad je bio 95. Isto onako, samo što je stariji i što nije u vojnom odijelu. Главниот обвинител Брамерц вели дека судските процеси сами по себе никогаш не можат да постигнат помирување. Тоа мора да дојде од внатре, од самите општества, нагласува тој додавајќи. I very much hope that new generations of persons in the former Yugoslavia will have a much more critical understanding about the past in order to move forward together. Хашкиот трибунал е првиот воен суд воспоставен од Обединетите нации и првиот меѓународен трибунал од оној во Нирнберг по Втората светска војна. Трибуналот стана модел и за слични такви адхок судови, например за геноцидот во Руанда и за злосторствата во Сиера Леоне, а ја постави основата и за создавање на сегашниот меѓународен кривичен суд. Во Македонија пак процесите во Хашкиот трибунал, таму се најдоа само Љубе Бошковски и Јохан Тарчуловски за полициската акција во село Љуботен, не придонесоа за зголемување на довербата меѓу страните во конфликтот во 2001 година. За поделеноста меѓу етничките заедници, според експертите, најмногу се виновни политичките елити и нивните интереси. Политичарите не ја сватија поентата од постоење на Хашки трибунал за злосторства на територијата на поранешна Југославија. Казнувањето на злосторниците, што требаше да резултира со помирување, не се покажа како успешно. Македонија, за жал, не стана мултиетничко, мултиконфесионално и мултикултурно општество, а го има целиот потенцијал за едно такво ново, современо, модерно општество. Во Македонија сликата е малку поинаква. Тука главните учесници во конфликтот се на иста маса и 17 години по конфликтот се дел од политичката елита. Но чувството на горчина останува и кај македонскиот и кај албанскиот народ. Ако се потпреме на резултатите од Хаг, оти се уште има раселени, бранители кои си ги бараат своите права, а споменот на жртвите се одбележува скромно. Политичарите процесот на помирување го сведуваат само на подпишани документи и на одбележување на годишнини на настани. Но и тоа го прават само представници на едната или само представници на другата страна. Пред Хашкиот трибунал од Македонија завршија само Љубе Бошковски и Јохан Тарчуловски за полициската акција во село Љуботен. На крајот процесот, Бошковски, кој во 2001 за време на конфликтот беше министер за внатрешни работи, доби ослободителна присуда, а Тарчуловски беше осуден на 12 години затвор.
но по одлежани 2/3 од казната беше пуштен на слобода. И двајцата беа пречекани како херои во Македонија од тогашниот државен врв. Но пота брат Љубе, како што го нарекува неговите поддржувачи и собраќа, го преименуваа токму истите во сестра Љубе, а тој во 2011-та, еден ден по парламентарните избори, заврши повторно за трешетки, овој пат за изборни манипулации. Трчуловски сега е народен пратеник, а за малку не стана градоначалник на Скопската општина Кисела Вода. Сметам дека неуспехот на Македонија да стане мултиетничко општество е најмногу поради тоа што политичките елити не сакаат да го надминат својот интерес и да работат во полза на целата држава, односно на општеството. И тоа е нешто кон кое треба да погледнеме со сета сериозност и да се спротивставиме на една таква политичка култура. Хашките истражители испитува уште 4 други случаи за воени злосторства извршени во 2001-та од припадници на ООН, но никогаш не беше подигнато обвинение. Хашкиот суд тие случаи ги врати во Македонија, а Македонското собрание во 2011-та ги амнестираше. Трчуловски тогаш преку писма ја поддржа амнестијата, изразувајќи надеж дека со тоа се затвора последното поглавие од 2001 година. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, во кое говоревме за улогата на Хашкиот трибунал за воени злосторства во процесот на помирување во земјите од поранешна Југославија. До гледање.